Статусот на образованието, како и завршните сметки на основните и средните училишта на територијата на општината, главна тема на дискусија на 65-тата седница на Советот на општина Битола. Советниците од опозицијата го посочија фактот дека училиштата се со замрзнати сметки и со неколку милионски долгови, што во голема мера го отежнува нивното нормално функционирање. Голем е списокот на училиштата кои што треба да функционираат во вака лоши околности на блокирани сметки. И така, кога ги разгледувате сметките на училиштата, ќе забележите дека имате сметка од самофинансирачки активности, односно самофинансирачка сметка на која што имате 3 денари приход, 3 денари пренос од минатата година, за да мртвата сметка се одржува во живот. Меѓутоа, она што практично се случува во рамките на работењето, мртва или жива, како и да сакате да ја прикажете сметката, факт е дека во училиштата постојат низа проблеми кои што низ сиов изминат период ни се случуваа. Од владеачката коалиција истакнаа дека нема застој во образовниот процес, а истовремено реализирани се бројни инвестиции за подобрување на условите во училиштата. Ова училишна година безмалце сите ученици ја започнаа во новобојадисани училници и едукативни катчини и простории во кои континуирано се одвива училишното секојдневие. Променети и поставени нови водоводни инсталации, како и реконструкција на санитарните одводните јазли, реконструкција и санација на системите за грејење, конкретно во централните училишта во Колеканински, Гоце Делчев, Климент Охридски, Крсте Петков Мисирков. Речиси во секој училиште, набавен е и обезбеден нов училиштен инвентар од типот на табли, столчина, нови клупи, нови спортски реквизити, обновена дел од компјутерската опрема, па дури се набавени и електронски апарати, телевизори и мали музички системи, конкретно во училиштето Колеканински во Поешево. Советничката Петровска укажи на недоследности во однос на мандатите на неколку директори на училишта на подрачјето на општината, како и на неизвршувањето на санитарни прегледи. Ако го прочитате член 44 од Законот за заштита на населението за заразни болести, обврзано е секој училиште да ги обави овие прегледи, да ги изврши санитарните прегледи за заштита не само на вработените, меѓутоа и на целокупната популација, на најосетливата категорија децата кои што се наоѓаат во образовните институции. За жал, во општина Битола тоа не се почитувало. Добро е што СДСМ сега ја има централната власт, а со чекорите кои веќе ги презедоа, може да се мери нивната успешност со успешноста на претходната власт, која направи многу за образованието, истакнуваат од ВМРО ДПМНЕ. Во целата оваа политичка ситуација има и една добра работа. Граѓаните заборавија што значи СДС да биде на власт. Па еве, во изминатите 20 и неколку денови, убаво не подсетија. Укинување, рушење, стопирање. Тоа се трите елементи со кои што СДС функционираше по период кога беше на власт како до 1998 година, така и во период од 2002 до 2006 година. Од владеачката коалиција заклучија дека и покрај проблемот со замрзнати сметки во целост се исполнети предвидените програми за работа на училиштата на подрачјето на општина Битола.